Лозарите уште од сега од државата бараат гаранции за следната реколта. На министерот за земјоделство Арјанит Хоџа му доставија листа со барања. Да не се понови ланската година, бидејќи ланската година беше со грозјето катастрофална, или сакаат грозје винариите, или ако не сакаат да знаеме што да правиме ние лозарите. Дали да го пуштаме, да го кроиме, да го оставиме, доколку не се постигне договор со винариите, значи да државата да си најде механизам и ова грозје да се собере и да се пренамене исто така во дистилат. Едно од нашите барања беше да не се чека толку многу, кога ќе дојде бербата, више тогаш да се одредува цена. Традиционално со работа лозарите почнуваат на Свети Трифун, но добар дел од нив ќе влезат не само во лозјата, туку и во нова неизвестност, зашто се уште не ги добиле ланските субвенции. Значи некои ги има добиено, некои не. И да се зима субвенции до Свети Трифун, до 14-ти, јас не е тогаш традиција. Лозарите треба да почнат да кројат и значи му требаат пари. Минатата година беше една од најтешките за лозарите, зашто короната го стопира извозот и потрошувачката на виното, а со тоа и побарувачката на грозје. До последен момент лозарите не знаеја дали и по која цена ќе го продадат грозјето.